Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Значи, да кажеме дека треба да поднесе оставка е премалку. Затоа што тој ја злоупотребил полицијата за напад врз државен функционер. Наместо да ги штити функционерите полицијата, гледаме што прави на снимка, го напаѓа физички, му вади пиштол, му го става во грбот, го гура, значи на возилото, што е недозволиво. Од друга страна, тоа што го збори министерот, јасно укажува на тоа дека зборува невистини. Тој тврди дека возилото, аудито, кое го возеле тие криминалци кои вчера ги видовме, на сите беа кажани кои се тие, со дебели криминални досиеја, како што викате, со двоцифрени досиеја, значи на повеќе од 10, повеќе од 20, повеќе од 30 кримични дела извршени, да се дозволи во Република Македонија, дали тоа е дозволено во некоја најмала, најсиромашна, најнеправна, како да кажем, правна држава, овде нема говорење. Злоупотреба на полицијата во политички цели е нешто што е крај на секоја демократија, крај на секое човечко однесување. Другото се преминува во нечовечко однесување, значи ги руши основните темели на државата. И тука министерот кажува дека двајца луѓе биле, а гледаме дека се тројца. И на првата и на втората снимка се гледа како го излегува да го нападнат физички, дека се тројца, дека го следат и дека тој не го удира возилото. А министерот кажува дека го удрил возилото и што е најважно, тие застануваат, му довикуваат, тој си продолжува и тие гледаме како филмски брзо тргнуваат по него, а министерот вика дека се јавиле на 197. Сето тоа укажува на една добро смислена претходно договорена акција, меѓутоа не знаеле дека ќе ги имаме снимките. Кога свртеа они на 197, кога тргнаа да го бркаат Диме Спасов, кога дојдоа до семафорите, а видовме после што се случи кога тој паркираше кај катастарот каде што има камери, значи тој не бега, тој сам застанува. Министерот во изјавата што ја даде не зборува вистини. Значи, тој зборува дека не сакал да застане, за тоа е поднесена прекршна пријава, меѓутоа среќа ги има овие снимки и сето тоа ќе падне во вода, бидејќи судот мора да ги прегледа. И дека не почитувал сообраќајни знаци, сигнали и така натаму, гледаме дека човекот и по опасност по живот застана на црвено светло на семафор. И тогаш насилниците пробаа да го извлечат од колата, меѓутоа за среќа тоа се модерно возило кое може да се заклучи од натре. Инаку замислите да било некое постаро возило, ќе го извлечат и тука можеше да се деси. Од друга страна, ние сме сигурни бидејќи до тој момент не ги гледаме алфите кои се вработени од страна на министерот, а кои видовме во јавноста, има и податоци, може да се набават, сега ја немав доволно време да ги набавам тие податоци, да се спремам бидејќи ги има и на некои медиуми, дека сите тие па од алфите и исто така се со криминални досиеја. Само што се однесуваат тие на криминални досиеја во службата, бидејќи се претходно избркани поради недисциплина, поради правење на кривични дела во службата и така натаму. Тие го бркаат него и затоа и однесувањето такво. Професионалци, полицајци кои се обучени, не се однесуваат така. Тоа е една работа, па викаат, ама ништо не му направиле, што требале да го убијат? Значи, сите лица, јас работам во образование, и кога сум бил раководител на образовна институција, доаѓа, сега немам во мене документ, доаѓа инспектор и вака ми прави, за да, значи ми го покажува, легитимацијата ми ја покажува, за да не мислам дека е тој некој од улица, па да го се жалам во Министерството за образование и така натаму, а ова се полицајци. Значи, од каде знаеме дека се полицајци, на снимката јасно се гледа дека не се легитимираат тие. Облечени се пола у цивилка, пола се облечени во униформа. И таа специјална униформа. Од друга страна, возилото, тоа, аудито, доаѓа со нив заедно. Значи, тие се договорени. Како се створија тие, бидејќи он како што кажува и како што видовме од снимките, од семафорите кај Треска, свртува десно кај Веро и после повторно свртува десно кај Катастар и застанува. И одеднаш доаѓаат алфите, а на семафорите ги немаше алфите. Значи, сето тоа е договорена акција, гледаме како била договорена она што го кажува министерот и од што треба да се срами. Затоа што тој кажува дека цело време на 197 имало и снимки за тоа. Значи, тоа било претходно договорено. Бидејќи гледаме дека не го удриле.
диме не ги удрилни. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.